Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувана колешки. Ви се јавив на реплика со една единствена цел на вашата прва реченица. Министерот за внатрешни работи не сработи ништо во изминатите 2 години. Јас ќе ви наброам накратко, пошто нема многу време, министерот има сработено многу работи, ама ќе ви ги наброам клучните работи, неколку, а после во говорот може и повеќе ќе ви зборувам за тоа. Пред се, воведен one-stop систем со Косово, Србија, следна е Албанија. Да не раскажувам, министерот зборува и неколку колеги. Полициската академија се враќа. Многу сум горд на овој проект, што во мојот живот поминав таму 6 години. Реконструирани се сите капацитети, реконструирана е спортската сала, реконструирана е и теретаната. Во наше време, односно во ваше време, тоа беше мисловна именка. Реконструирани се полициски станици, Бутел, телефонот ми остана таму, имам слики, да видите пред и потоа. Следна што се работи е полициската станица во аеродром, отворени се нови управни служби во општина Шуторизари, Сарај, Желино, Демиркапија и Долнени. Ова се нови капацитети кои ги олеснуваат условите за работа. Safe City, сите го знаеме, сите граѓани, сите тука присутни, сите пратеници. Ги знаеме резултатите, дека за 43% е намален број на загинати лица. Друга работа. Расветлени убиства. 2024, 2025, 2026 година. Знаеме колку убиства се речистија, со една акција се речистија 8 убиства. Во изминатата година Министерството за внатрешни работи набави 120 нови возила, го обнови возниот парк, што тоа сима се случено пред 10 години, 13 години. Знаеме дека претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ ги купи Шкода Јети и од тогаш наваќе вие 7 години 8 ништо не купивте, така да возниот парк е обновен, се заштитува животната средина и полициските службеници имаат подобри услови за работа. Значи, со ова се решаваат хронични проблеми, а не се замачкува ништо. Така да, немој да кажувате кој сработил, кој не сработил. Ви благодарам.